Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание Јаде Бурек на телевизија Сонце. Без посебна и претходна најава, вечерва имаме гостин во студио. Крши мене господица Вера Лалчевска и прв пат ја гледам у животот, прв пат овде во студио, но ќе ви ја прочитам една кратка кореспонденција која имав со незе и што ме инспирираше да ја упатам поканата и така натаму и така натаму. Ја разбрав за незе преку моите колеги околу нејзиниот ангажман како политиколог и разговаравме на кратко и по телефон и од прилика она што ме инспирира е незината докторска дисертација која ја одбранила во Женевскиот институт за меѓународни студии и студии по меѓународен развој под наслов "Важноста да се биде македонец, потекло и последиците од прашањето за името меѓу Грција и Македонија". Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, Јанко, добро ме најдов. Благодарам за поканата. Млада дама, веќе со докторат, честитам. Особено кога е тоа во Женева одбрането, тоа навистина делува уште поимпресивно. Кажете ми малку за себе. Со што се занимавате, што сте, каде работите? Па, јас отидов во Женева заради докторатот. Всушност бев во Америка на мастер студии и кога аплицирав, реков дека во Женева ќе идам на докторски студии, бидејќи многу ме влечеше ова прашањето за името, затоа што истражував за македонското малцинство во Грција. И всушност кога бев во Америка, реков во Женева ќе одам на докторат и ќе докторирам на прашањето за името, бидејќи сакав уште од тогаш да пишувам и тогаш ми кажа професорите, ова прашање не е за мастер, ова е за докторат, тука имате многу да кажете. Hold your horses. Во Америка каде бевте? Бев на Duke University. Duke University, да. Каде е тоа, кој институт? Тоа е во Северна Каролина, многу престижен е универзитет. Беше малку и многу убав, прекрасен кампус и сето тоа. Јас имав таа чест да бидам стипендист на фондацијата Ротари. Така. И всушност стипендист бев, они даваат стипендии, може и тука да кажам веднаш за младата публика, даваат стипендии, тие се порано има Ambassadorial Scholarships, имаат сега се уште Rotary World Peace Fellowships. И тие се по 2 години траат и стипендираат студенти кои што сакаат да направат мастер, која што има некоја врска со мировни студии, односно со резолуција на конфликти, мир и така натаму. И јас се добив таа стипендија од Ротари фондацијата, отидов во Америка на Duke University и таму, ви кажувам, со таа тема што беше за македонското малцинство, која што многу ме инспирира, иако моите, ниту таткот ми, ниту мајка ми не се од потекло од тој крај, меѓутоа, таа приказна за тие луѓе и што се они виделе и како се соочиле со какви работи, ми беше многу страстна и сакав да ги истражувам. И дојдов до заклучок всушност дека тоа е многу поврзано со темата, нели, за името. И сакав да продолжам и тогаш ми рекоа треба да идете на ова за докторат и реков, окей, што веќе тоа толку мене ми е емотивно и толку не можам друга тема не ме занимава толку, ќе направам докторат. Така, вие сте направиле докторат, малку сега ме збунувате само да расчистиме, Вера. Зборите за силни емоции, се ова убаво и прекрасно, но науката, а вие сте дале докторат. Докторатот е научна дисциплина. Во науката нема емоции. Во науката има детектирање на состојби кои се образложуваат и се донесува слично. Кажете ми дали вие сега малце поопширно, тука би ви дал простор да ми објасните малку за вашиот докторат, но претходно малце добив слика
од каде, бидејќи, зошто ве прашав, ви реков hold your horses, од каде сега американците толку па ве потикнале, па ви рекле, не се ова за мастерс, ова е за докторат, вашето прашање. Интересно е што како американците, како вашите ментори, или вашиот ментор што сте го имале во Duke University, ве насочил токму така да биде. Очигледно дека се работи за интелигентен, продуговен човек, но и научник кој многу добро знаел да ги процени работите и да ве насочи во вистинска насока. Јас сега аматерски ова можам Не, да го точно. заклучам. Нели, уфрлете се ако негдека да. утнувам. Јас сега на глас размислувам како ве исперцепирам. Да. И сега вие нормално, емотивно сте инспирирани ова да го направите, но еден докторат бара едно обсежно, не само локално, туку и геополитичко познавање на сеопштите состојби. Така е. Вака, пред да ми го објасните докторатот, мене ме интересира за да знам колку да ве рачкам, муабетот да ви се, колку вие идете во геостратешки обзервации на целата состојба. Дали идете само локалниот конфликт помеѓу Македонија и Грција и оно што се случувало, или тука се инволвираат веќе и меѓународните сили, Русија, Франција, Соединетите држави, Англија и така натаму. Дали тука се инспирација Букурешкиот договор, дали се инспирација тука Ханс Лотар Штепан и така натаму. Тука ме интересира, бидејќи ова е тема на која докторатов може да биде море. Каде е вашиот фокус за да знам ја каде да ве следам? Многу сум благодарна што точно тоа спомнавте и дека малте пристрасност и всушност и за тоа имав проблем, односно имав некои, да кажам, професори на факултетот во Женева, сакаа да ме запрат со тоа што кажа дека е ова е пристрасна тема. Меѓутоа, токму ради тоа реков не, ова ќе биде темата и јас ќе гледам да бидам со ладна глава, бидејќи имаме тука, значи правдата е на наша страна и историјата си го покажува она што се случило. А јас, кога викате вие дали геостратешки гледам на работите, апсолутно, бидејќи македонското прашање и е геостратешко прашање, почнува и тука имав таа чест, јас доста соработував кога истражував, доаѓав во Македонија често пати, значи истражувањето ми беше во време период од 5 години, направив 70 интервјуа. Со кого? Со различни, значи имаше со македонци, претежно македонци, но имаше и грци. Македонци во Република Македонија и во Грција. Значи избориме за луѓе сведоци на тие случувања. Сведоци како што се, значи тие што дошле од Егејскиот дел, меѓутоа исто така политичари, поранешни министри, амбасадори, поранешни, сегашни, значи луѓе кои што советници на председатели, да, оние што ја познаваат тематиката и што дури биле вклучени во некој момент во преговорите. И сега не можам да цитирам, мислам јас ги цитирам, меѓутоа некои остануваат анонимни, а некои не, и јасно и гласно си кажуваат. Но јас во еден момент го цитирав покојниот господин професор Димитар Мирчев, кој што беше исто така и советник на председателот, и тој тогаш ми ги даде оние точките за преговори кои што нели секогаш се држат во тајност. И тие точки не можам да ги заборавам бидејќи тоа беше 2009 година, точките од таа година, точно истото она што се бара денеска, се бараше и тогаш, а тие се оние точки кои што покажуваат што всушност бара Грција. А Грција бара да се смени, и тоа значи точно кажано, придавката која што го именува, значи на името, меѓутоа придавката која што го именува етничкиот и националниот идентитет на македонците и јазикот на македонците. Ерга омнес, да. Тука, значи кога веќе тоа се спомнува, да. За ова ќе ви оставам простор. Уште малку. Подготовка на еден докторат е една обемна научна процес, научен процес, меѓу кои според тоа колку јас сум запознат, фала Богу, имам у фамилија блиски кои многу се повеќе интелектуално вака
инволвирани, па така ги дознавам тие работи, спроведување на тие анкети. Врз која методологија вие одлучивте тоа да биде така направена со толку грци, со толку македонци, со толку се ова техникали, ама ме интересира таа техникали. Колку амбасадори за да тој докторат која ќе го браните да биде валиден, да не ви рече, види, многу убаво сте го направиле, ама извините, ова е пристрасно, ова е еднострано гледање. Сега, кога сте го одбраниле вие во Женева, ова е на некој начин и меѓународно, ајде да кажам, признание на вашиот труд и очигледно дека тезите за кои се залагате, еве претпоставуваме кои ќе ги, нели, кои ќе ги образложиме во емисијата дека се позитивни за зачувување на македонскиот идентитет. Сега ме интересира методологијата. Методологијата беше, таа се нарекува the snowball approach и тоа не е ништо многу значи комплицирано. Тоа е јас одам кај вас, Јанко, и ви кажувам јас на ова и на ова работам, што дали би сакале вие вас да ве интервјуирам, затоа што тоа е непристрасно, нели, јас не ве познавам. Тоа и вас ви кажувам, ако познавате некој кој што мислите дека има нешто да каже. И тоа се подготвени сет од прашања. Не, значи јас ве оставам вас исто како и вие сега ме интервјуирате. Со тоа што многу повеќе, мислам, значи оставам на тие што се интервјуирани да кажат она што имаате да кажат, да не ги навлекувам лево десно, нели? Значи не ги прашувам, односно јас ги прашувам едно прашање, кое е вашето мислење за македонскиот, за спорот со името и за идентитетот. Всушност, дали тоа задира во идентитетот? И разговаравте и со македонци и со грци. Да. Како реагираа и едните и другите вака едно општо, вака низ техникали? Не, добро. Не, во право сте, ова подосна ќе го техникалиите понатаму. Значи, разговаравте со обични луѓе. Така? Разговарав, да. Рековте дека околу 70 луѓе интервјуиравте. Да. Меѓу кои интервју, тоа е докторатот? Тоа е докторатот, да. И победите. Да. Мерси боку. Намерно изборам француски, бидејќи перфектно збори англиски, вака ја ќе делувам малце по-интелектуално. The importance of being Macedonian, origins and consequences of the name issue between Greece and Macedonia, thesis submitted by the Graduate Institute in fulfillment of requirement of the PhD degree of development by studies by Vera Lalčevska. Congratulations, 2017. Thank you. Ова е ептен, навистина, сега го... Тогаш е публикуване, иначе, да. Кога го одбранивте? Одбраната беше 30 септември на роденденот на брат ми, мислам без јас воопшто ништо да интервенирам. Треба да 2016. прашаме која брат ти вака, значајна личност. Па, да го значајна личност, да, баш би кажи сакала да го пофалам, веќе кога имам, тој се вика Горијан Лалчевски, многу интелигентен, надпросечно интелигентен дечко, кој што секогаш го занимаваше бизнес. бизнес. Како мајка го фалиш, не го знаеме ли ние јавно вака? Па, можда по кафиче се зезам. Тој инаку Скопска шема главен фраер. Па сега е дубајска шема, инаку да, инаку решава. Баш ми кажуваше пред некој ден, значи он е директор на продажба за RB, Wicked Bankizer. Они никој не ги знае бидејќи не се публикуваат, меѓутоа нивните продукти секој ги знае. Тоа се оние за чистење, за хигиена, кондомите Durex, например. Он ги пазарот, он е директор на пазарот за цела за Блискиот Исток. Значи сега моментално е во Саудитска Арабија. Твоите што прават, кои се твоите родители? Моите родители се Димитар и Виолета Лалчевски. Јас мислам не сакам сега да ги фалам, мислам дека они се најзахвални за како не пораснале, за љубовта кон татковината, но воедно и да не бидеме, да кажам, не сме нацисти, нели, ние сме пораснати во многу меѓународни амбиенти, сме живееле во Ирак, во Бугарија, Со што се во занимавале Франција. твоите? Татко ми беше представник на Interimpex, мајка ми професор по англиски и во агенцијата Interimpex. Татко ми беше едно време, значи, се не знам во Ирак точно која годиште е татката? 42 е роден. И се уште добро се држи. И уште не ти кажал по презимево? Дека биле другари со татко ми?
Може и да заборави. Нема везе. Татко ми Може би одамна да, не почина. сме збореве. Нема врска. Интеримпекс, фотоцентар, тоа време. Ништо, нема врска. Да се вратиме ние на ова. 70, значи методологијата, интервјуата и врз основа на тие интервјуа од 70 анкетирани, меѓу кои и амбасадори. Колкав е процентот на политичари, амбасадори и стручни лица, например, политиколози, луѓе кои се занимаваат со архиви, со историја, со архивска граѓа, во... Па, еве не го спомнав се, баш сакав да кажам, значи најмногу ми помогна во тој дел историски. Јас доаѓав често во Институтот на национална историја во Македонија, тогаш беше директор професорот Тодор Чепреганов. И всушност тој многу литература ми даде, јас го интервјуирав него, меѓу другото он ми предложи други во Институтот за македонски јазик. Процентот на оние што се бават, јас би рекла најмалку 50%, бидејќи сепак значи мене ми беа многу битни да ги интервјуирам оние кои што се по потекло од егејскиот дел на Македонија и оние кои што на некој начин имаат познавање од историјата, јазикот, етничките, значи од тој аспект, но интервјуирав, како да ви кажам, значи во Грција и Павле Воскополос, во Македонија... Да, но тоа се луѓе пак наклонети на нас. Дали интервјуиравте од фашистичката организација, грчки политичари, представници на грчката власт и на локалната власт? Не, вака да се оградам веднаш, грчки политичари не сум интервјуирала, само интервјуирав граѓани во Грција. Така. И тоа по тој snowball approach, повторно, значи вака која сида, значи обичниот народ, како што и во Македонија, така и почна всушност. И сега фашистички фронт, не, меѓутоа јас интервјуирав од секаква фила и можам да ви кажам и кукни пријатели кои што биле од значи високи представници на СДСМ и така натаму, значи од сите политички гледни точки. Она што јас го видов како кога истражував е дека всушност не постои македонец кој што еве вака ќе ви каже, видите, значи идентитетот многу ми е гајле. Никој така, значи... Стварно? На вистина, јас... Ја изгледа со изроди се дружам. Јас сега одма ќе те однесам кај тројца четворица кој ќе ти рече, брат, дај со 2 руки потпишувам да смениме име и идентитет, ние не сме македонци. Неверојатно е. Ама ја добро, јас сум центарско дете. Да, не, јас сум еве дебармалско. Не, можеби кога веќе знаат дека тоа ќе се запише некаде, другши реагираат луѓето. Видиш, тоа е интересно. Да, јас едно е кога кафана го правиме муабет, а друго е кога ќе се запише, да, и утре ќе му кажеш, добро, вие нели кажавте дека вие сакате Македонија да биде интересна Тунизија, нели? Интересен заклучок за луѓе како реагираат. Он како ме замисли за некои други работи, но не треба да те наведувам тебе за некои други работи. Кога, например, странски служби овдека, тоа редовно си го прават, интервјуираат, дали мислите вака, дали онака, и луѓе ги препознаваат и му дава одговори какви што сака да чуе. И он вика, и вика, на избори, според, еве, интервјуиравме 2000, зборам CIA, MI6 и така натаму, со нивни луѓе сум се пред... Ми вика, овие победуваат, вика, ние идеме, непристрасно, вика, гледај ова, она. Вика, на англиски му правиш интервју? Да. Викам, ќе гледаш на избори. На избори спротивно. Значи, ген македонски, тој е ген на преживување, бидејќи бил. И сега, у момент не ти кажува што мисли, ти кажува што сака да чуе за да те сибне од глава. Да го оставиш мирен. Али кога ќе дојде момент, слободна волја негова, он не се откажува. Зато вие рековте и СДСМ, и ВМРО, и грци, и егејци, и вакви, и такви, скоро да не сретнавте македонец кој е против својот идентитет и она што. Да, значи за името беше друг ставот, вика, видите, јас, например, имаш еден поранешен амбасадор кој што вика, јас, значи,
никогаш не би се откажала од македонското име и идентитет. Меѓутоа, ако треба да одиме напред и сега тука оние теории нели за да влеземе во Европската унија, ние треба да попуштиме, се работи за иднината на моите деца и всушност ние така и на некој начин тоа нас не буни сега, нели дали, но веќе се покажа дека всушност не се работи само за името, односно главната причина не е името. Како научник, дали дојдовте до заклучок дека да е само прашање на една формална промена на име, како што некогаш сме биле Федеративна република Македонија, Социјалистичка Федеративна република Македонија, па Република Македонија, па утре Горна Република Македонија. Али у ниеден момент нам не ни задирал во идентитет. Сме биле македонци, македонски јазик и така натаму. Но, овој пат не се работи само за козметичка промена на името. Таа се бара за нешто посуштествено, така? Да, така е. Всушност, тоа е она што е суштествено и што треба еднаш и веќе да се разбере, дека во Грција долго време, односно имаше од Букурешки договори па се до ден денес, имаше еден процес на размена на популации, значи со Лозанската повелба од 23-та година, Treaty of Lausanne, размена на популации со Бугарија и со Турција, асимилација на секаков начин. Не знам дали и тоа од 13-та година па се до ден денеска, и по обиди за геноцид и така мислам сигурно геноцид кој што денеска ние треба да бараме да се докаже, да треба да бараме она што ние всушност не го правиме доволно, јас мислам како држава, е да се осврнеме на оној значи да ја фрлиме топката на другата страна, значи ние не сме криви за ништо, ниту на некого му загрозуваме некоја си безбедност, ниту бараме од некој да смени име, идентитет и така натаму. Значи да ја фрлиме топката на другата страна, односно чекайте малце, вие кои сте и зошто вие барате ние да смениме оние кои што се најбитните работи кои што го дефинираат еден народ. Зошто го барате тоа? Кои се историските цели? Дали сакате да прикриете вие геноцид? Дали Германија сака да прикрие геноцид? Дали со фрлање на напалм бомби од страна на Обединетото кралство и Америка исто така нешто сака да се прикрие? Кои се оние, значи, ние треба да бараме она што се вика Truth and Reconciliation Commission внатре во Грција, а они сигурно тоа нема да сакаат да го. А пред тоа да се направи, треба да има... Врати се, да објасни ги малце пошироко. Стручно се изразивте заради широката публика да ве свати. Значи, подетално, така? Ние треба проблемот со името да го дефинираме каков што е. Тоа е проблем од аспект на човекови права и се работи за човековите права на македонскиот народ. И сега, за да кажеме кој е коренот на тој проблем, ние треба да излеземе во јавноста и една независна комисија треба да направи увид во она што се случувало сите тие години од 913 па и претходно, нели, со самото прашање, отварањето на македонското прашање од 18 век до Букурешки договор и се до ден денес, што всушност се случувало во Грција. Тука има многу автори, познати автори кои што не се македонци, кои што се грци, например, Анастасија Каракасиду, одличен антрополог. Она раскажува како во раните периоди, пред Букурешки договор, како народите се обидуваат, грчките власти се обидуваат да ги претопат селаните, односно народите на тие краишта. И се она цитира некој си генерал Салванос, кој што пишува доле до Грција. Овие луѓе се тупи и глупи, не сакаат и не ќат да го зборуваат нашиот јазик и не ќат едноставно да научат. Он пишува таму проценти, како се правеле тие игри со популации, како се прикажувале нашите, македонскиот народ, Macedonian Slavs. Се ова вие го користите во Како не, јас ги користам, да, јас не ги памтам сите за Не, добро, значи и грчки автори и грчки извори ги користите во тоа.
Повели, Само искажи да се. докажам за Анастасија Каракасидова, она цитира и она е многу важен автор, бидејќи е антрополог и мојата професорка е антрополог и мислам дека они Вашиот ментор што беше? Мојот ментор, да, она е германка, да, Изабел Шултетенков, инаку она има истражувано за ирокоа индијанците во Канада и нивните права загрозени кои што се за права за идентитет, права и значи многу слични на нашите. Значи женава прилично добро не разбира. Да, не разбира многу добро и она јас кога отидов кај неј за да ја прашам дали би била согласна, веднаш кажа да. Значи веднаш ја заинтересира иако она овој регион не го истражувала. Меѓутоа она ја виде веројатно паралелата ја виде меѓу нашето прашање и тоа на индијанците кои што се автохтон народ. И јас мислам дека ние дојдовме ли до тоа да се споредуваме со индијанците што во еден момент, знаеш како, од една страна толку ми годи ме воздигнува затоа што ги сметам за автохтон, они сега се нарекуваат не се она индијанци, они се First Nation. Они побараа и значи не се ни домородци, ни така натаму, они сами си одлучија ќе не нарекувате First Nation. Они се првата нација и поготово по нивната култура, чергите нивни кои ќе ги видам и кебиња со нашите исти везови, па тоа ме фасцинира, уште и слична судбина имаме доживеано. Вау. Извините, мал изблик на емоции мои да ставам сол во манџава од емисија. Па јас многу, значи, затоа што тоа е очигледно дека тие се невини и ние сме на ист начин некако, види, значи, ние сме биле први тука, ние сме, од нас потекнуваат толку историски работи, цивилизација и се, и ние се, нас не ставаат во една ваква ситуација да ние да си го смениме самите, значи тоа е Кај нас малце посуптилно иде и ќе треба еден антрополошки нов докторат кој ќе треба да докаже дали сме староседелци, бидејќи целата теза врз која ние сме прогонувани е 6 век дека сме си дошле со цевчињата од Поддунав. Ме разбирате? Да, меѓутоа тоа се, и тоа треба некој значи колку што е можно повеќе млади македонци и сите други да го истражуваат, затоа што стварно мислам дека ние седиме на нешто, на едно богатство кое што не знаеме како да го докажеме, бидејќи ќе звучи многу смешно, нели? Не, па видете, ние кога се обидуваме, кога моја колешка иде во Пакистан, во Хунза, и таму еден народ вика, ние сме македонци, и наидуваш на подсмев овдека и те омалважуваат не само неа, туку и мене зашто ја ја поддржувам или телевизијава затоа што се фасцинираме, идеме, разговараме, тие луѓе биле, пак ќе дојдат овде и тоа не се прифаќа. Зошто? Затоа што некој германец одлучил во 17-18 век, види, вие сте дојшле таму некои примитивци у 6-7 век, а овдека маите и исчезнале. Македонците исчезнале. И дошле некои си примитивци кои немаат врска ништо со антиката и македонското прашање тогаш почнува. Тогаш почнува. Но, тезата, да идеме сега до вашиот докторат. Важноста да се биде македонец. Origins and consequences, значи потекло и последици на прашањето за името помеѓу Грција и Македонија. Ајде, важноста да се биде македонец. Малце за докторат, овој дел од реченицата, иако е изваден, ви го вадам од контекст, малце делува, не знаеш како, сам се побивам, нели, ова која, и овдека имаш институт Женева, и ме утепуе, знаеш, не е ова некој си локален овдека факултет на Женева е, сваќаш, мислам, оваа етикета, таа одора што сте ја облекле, таа друга тежина има. Можам да кажам, тоа беше значи еден вид прво не е само во Женева, сума cum laude добив и за пишаниот и за одбраната. Повторете? Сума cum laude, значи највисоката оценка. А сакам да кажам дека Importance of Being Macedonian е еден вид и игра на зборови со го упоредував со Оскар Уайлд, она фарсична комедија, важно што да се биде
искрен, односно во таа комедија, значи луѓето си наметнуваат други улоги, за да не ги малтретираат, значи си способуваат друг идентитет фактички, за да бидат во општеството помирни, односно да бидат и така на некој вид и ние. Вие сте продуховен интелектуалец, не само залуден верник во македонската икона и името и така натаму. Вие сте малце поише, очигледно дека вашето ниво е многу повисоко, еве вака кој го цитирате еден Оскар Вайлд. Браво, Да. се поклонувам на тоа и ми пиетет повеќе мене ми дава, одошто знаеш кога ќе дојде некој готово ја за Македонија ово она ваму таму, дури и јас со скепса, ја што сум и така натаму, бидејќи сум прагматичен човек, но и знаеш луѓе кои не ја следат современата цивилизација и култура, за мене тешко дека може да бидат валидни утре кај некои други. Така што вие ја вечерва ве запознавам прв пат во живо. Но по овие половина час што знам, вие сте многу повалидни од тоа што некои колеги кои овдека окапале кај мене во емисии, докажувајќи со својот македонизам, ама како да ви кажам, нема тоа една интелектуална и нема една институционална поддршка и подложка каква што вие сте го направиле. Вашата борба е за пример, вака се прави. Начитан си, интелигентен си, посветен си и не работиш локално, делуваш глобално. Тоа. Треба да делуваме глобално, точно супер го кажавте, затоа што мислам дека тука ние си ја трошиме енергијата, а ние надвор треба да докажеме. И не е точно што знаат, не знае никој за нашава битка, затоа што и надвор во рамките на најразлични меѓународни институции, едноставно немаме невладини кои се борат за нас, немаме инструкциите од нашето министерство со години се немојте да зборувате ништо за македонциве затоа што нешто да не се скараме заради процесов со името и се тоа си трае и секој надвор си вика чекајте се, македонциве имаа право на збор. Никој не кажа дека нешто лошо им се случува, ниту во Грција, ниту во Македонија. Браво, Вера. Не, се согласувам. Знаете како, ме убивте у поим, затоа што 20 години јас ретко продуховени луѓе сретнував овдека и ги носев, кои збореа за Македонија искрено и така натаму, ама знаеш како американците имаат една многу добра реченица. You're preaching to the core. Му проповедаш на хорот. Не, пријателе, иди на тој што не знае. Приведи го кон себе, кон вистината. А не на оние што веќе сме тука. Ние стварно се затворивме. Кому ги правиме овие емисии? На македонска публика? Македонците, не, оваа емисија треба да ја преведеме на англиски, па да се обидеме, да ја дадеме, бесплатно. Повелете, еве емитувајте ја во Америка, во Канада и така натаму. Некому ќе му фати око. А не ние за кого? За Скопје, за Драч? Сите веруваат, знаат. Да отвориме телефон, сите ќе те испофалат, окей. Така е, па ја еднаш која бев и толку ми стана и мачно и жал и толку и сум им благодарна. Толку луѓе ми пиша, леле, значи со поддршка и со се ми стана жал затоа што луѓето немаат каде да се обратат и нели вака едни со други се поддржуваме и си кажувам, но треба да се работи на тоа лобирање надвор и тоа е она што еве. И тоа сакам да се поврзам со она што го зборувавме за Ирокоа индијанците пример, значи во Канада. Ирокоа. Ирокоа. Да. Ирокезите? Па валјда така на македонски. Да. Оти тоа ми е познато племе заради од стриповите, ако ништо друго. Ирокези. Јас мислам дека на нив Канада, значи Канада еве треба тоа од Грција да го направи. Австралија, Канада, многу држави кои што се многу мокни, они направија така наречена Truth and Reconciliation Commission. Тоа е всушност комисија како за Австралија со абориџините што го направи. Цел свет го пренесуваше како им се поклонија, им се извинија и продолжи понатаму општеството. Така. Грците не можат да го смислат тоа. Они не можат ни да, значи тоа е они треба цел процес тоа од почеток. Значи они првин треба fact finding mission, commission of inquiry, independent commission of inquiry. Значи комисија дали ќе биде таа поставена од Обединети нации. Па не може кој друг.
друг? Па кој друг, Ама да. која друга институција? Танос со Евенџерси да дојде? Па не. Па добро, еве, Карнегиевата комисија во времето кога дошла да истражува за злосторството што се случило за време на Балканските војни, па тогаш 1913 година. 13-та Карнегиевата комисија, да. добро? И сега 100 години потоа јас еднаш предложив, баш за тоа сакав да кажам, зошто да не ги поканиме повторно Carnegie Commission, они се, значи, Carnegie Endowment, они се огромен think tank таму и нели имаат средства и се. Штом ги интересирала Балканот? Не сум информиран. Во Вашингтон. Јас сум локален. Да. Па Значи еве- Карнегиевата комисија Да. се уште е голем think tank на интелектуалци, политиколози, Да, во историчари Вашингтон си- во Вашингтон, Да. која функционира. Која функционира, the Carnegie Endowment for Peace. И всушност таа е меѓу, да речеме, околу 6, тука ги има Institute for Peace, Woodrow Wilson, тоа е уствари Woodrow Wilson, да. добро. Сега ги заборавам, едно време живеа во Не, Вашингтон. не, добро те и работи сваќам. За жал, ние имаме пар политичари, зето и амерички, кои толку ништо повеќе Да. подалеку од визата земање не име, кој ќе лобира. Да, треба да се лобира и сега зашто да не земаме? Јас сум Па политиколог не ми и е за лобирање сакав да не ми е го зборам. веројатно дека вие сте направиле повеќе од што куп наши политичари кои ги знам и овдека, не знам зошто ми доаѓале овдека да ми зборат ВМРО не чини, СДСМ не чини, а вие овдека со еден докторат, ништо посрамен сум што не сум ме запознал порано, ама добро, еве, Не, тази не е знам. 2017-та. Да. Не, ама не би рекла, мислам, сигурно значи јас гледам вака и имам многу интелигентни луѓе. Каде работите вие, господјо Вера? Јас сум, Господи, значи, моментално сум во Обединети нации, ги покривам Советот за човекови права, Комитетот за човекови права, Комитет за право, економски, социјални и културни права, Комитет за граѓански и општествени права и сите оние што се одправни, значи за права на човекот, комитети и комисии во Женева, во седиштето на Обединети нации. Таму сум значи вработена од страна на Обединети нации како репортер, да кажам. Како стигнавте вие до таму? Како стигнавте до Америка? Како стигнавте до овие Ротари клубот уопште рече, видете Вера, вие заслужувате да добиете наша стипендија и така натаму, а очигледно сте волк, сам кој си изборил низ животот. Па, добро, не, еве, пак ќе кажам, значи имав таа чест и благодарна сум што образованието уште од прво одделение ми беше во меѓународни училишта, благодарение на мајка ми и татка ми. Така. Меѓутоа јас самата И тоа се успеа знаев. да те насочи како Да. функционира Западот во системски, во институционално, за да можеш да се пробиваш низ него. Па еве сега ќе ви кажам баш за Ротари кога зборуваме, јас добив уствари 2 пати, 3 години сум била стипендист за Ротари и првата стипендија добив од значи тоа е процес каде што прво во самиот Ротари клуб локален треба да зборувате, па потоа иде на ниво на дистрикт и сега тогаш бев си најдов значи стипендија во Gettysburg College за уште на 17 години јас отидов всушност во Америка сама и не знам ме влечеше, сакав да учам, тоа ми беше и секогаш имав, како да кажам, некое чувство посебно за Македонија, дури еден говор во средно школа во Минесота дадов за Македонија, мислам и не знам, ете така ме влечела таа тема, можеби дека сме биле нон-стоп надвор. Ние сме живеели како мала, нели, во Ирак, во Бугарија и секое доаѓање кога не го имаш тоа, она што го сакаш пред тебе, ти фали и гледаш кои се убавите работи на нашата држава, убавите места, храната, музиката, сето тоа сепак нас не гради. Но сакав да ви кажам една смешка во, значи како ја добив таа стипендија, мислам, меѓу другото. Тоа беше Ротари клубот во Пенсилванија и кога отидов на интервју, гледам се мажи и тоа постари, поводрасни. А тоа беше во времето, да речеме, 2000-та, значи Буш, владење на Буш и не знаев како сега што ќе зборувам, дали се луѓе во демократи, републиканци, како стојат, ништо не знаев. И они ме прашуваат овона, тоа најтешкото. Ти право македонка, размислуваш кој Кој? да се прилагодиш. А добро, нормално. На Муамета. Не, нормално. Не да идеш со своја. Чекај, кој се вие? Аха, добро.
Мора да се знае. Не, тоа е идев- ДНК кој ретко кој го има. Да, да, Знаеш, и за тоа... Германец ќе отиде и ќе одржи Адолф Хитлер говор. Да, и они- Нич не му е гајле Да. што. Ние ние сме ние апсолутно. правиме ама тоа е Ама ние и самите кога зборуваме странски јазик, калкулираме. не само тоа, ние звучиме, јас србин од километар ќе го познам дека е србин кога зборува англиски. Добро. Македонец, значи знае акцентот донака, мислам дури да биде како да е мајчин да му е Of странски. course not. We are going to Scotland and nobody are we are from Scotland. Of course. Баш така. Ама прилагодливи сме, неверојатно. Тоа е генот на самоодржување Така кој е. сме морале да го задржиме за да преживееме. Да. Тоа не е срам. Да, така е, како вика, во купе имаш 5 македонци, влегува еден странеци или србен и сите почнуваат српски да зборат. Да. Тоа не е понижувачко. Тоа е, Тоа е како да ја интелигенција, еден вид Значи, нема народ снаодливост. што, да, види, не знам, на First Nation, Джеронимо име символ. Кај нас е Итер Пео. Да, точно. Тоа го кажа еднаш. Го кажувам ја, Да. ние не каков Самуил, каков Крали Марко. Итер Итер Пео. И затоа што Итер Пео бил Итер преживел. Да. Ние не сме биле агресивни, ние не сме имале затвор, концлогор. Ние никогаш у историја, јас сум чепкал, македонец не е извршил масовно Да, стрелање. така е. Па еве да кажеме некој злостор што извршиле македонците. Или не знам нешто што го правила инквизицијата македонската. Ништо слично нема. Но затоа дека сме страдале, сме страда. И сега, кога ќе видиш дека некој страда, а преживува и останува некоја добрина, тоа мора и генетски да ти навлезе. Како? Преку итроштина. Само со итрост и интелигенција се преживува тоа. У момент да бе, како не, со тебе сум, нема проблем. Како не избори? Како не избори? Нели, има 70% се за ВМРО, губи ВМРО на местни избори, 70% се за СДСМ. Ама тоа е генот на преживување. Да. Ама еве, ајде тој ген да го приспособиме, но ајде да бидеме поитри од грците. Ајде да бидеме 10 чекори понапред од нив. Ајде, објасни ми што по тебе дојде до заклучок, Вера, со твојов докторат. Прво, што е заклучокот од ова твое дело? Значи, што им рече на комисијата? Што е заклучокот од ова? А после дај ни совети овде, ќе засукаме ракавите, донеси тавата, нешто да сготвиме. Така. Значи, моите ниве... Се извинувам, малце на шега, сепак е ова емисија Јади бурек, не мораме да добро, правиме може, јас сакам бурек, не многу, знам. многу камерно. Се зачудив дека немаше јас тоа чекува бурек тука. Мислев ке ме пречека. Вера дојде со шише боза, ја гледам, не ми се веруе. Вика, па добро, вика, јади Јас бурек, многу ти си сакам Јанко, боза. вика, еве ти благо. Македонка права, со благо иде. Да. Западна Македонија прв пат у куќа кој ќе влезеш, ако не ти качат шекерот од 4 на 9,5, као да не си влегол у куќа. Така е. И па таму Шербет? потикну, да. татко. Браво, браво. Сакав да кажам, значи, немам некој истражување кое за нас македонците е вау. Јас доаѓам до два заклучока. Едниот е дека всушност темата, значи спорот за името потекнува од проблемот на грците со нивното македонско малцинство. Точка. Значи, они имаат цел да го елиминираат, односно нив им пречи постоењето на македонски народ, идентитет, јазик и затоа всушност тоа прелевање на внатрешниот проблем грчки визави македонското малцинство се прелева во прашањето за името и сега они тоа го прикриваат со, не знам, безбедносни територијални причини, тоа е всушност она што истото прашање, само што тоа сега веќе они го ставиле на меѓународен план. Они успеале со нивната итрост, а они се можеби не се толку итри колку што се гласни и само тропат и цело време зборат. И нема, значи, Грк каде што не интервенирал, вклучително и таму каде што јас работам, значи за сите најмали работи они се одма кажуваат нешто. Чекајте, а ние се кјутиме. Тоа е едниот проблем. И мојот втор заклучок всушност е дека ова прашање е толку болно за нас, бидејќи всушност се очекува од еден народ да изврши
самоубиство, нели ти вика од една страна, значи ти треба сам да избереш да бидеш или да не бидеш. Ако бидеш, нема да бидеш цел дел од Европска унија, не знам што, и ќе останеш изолиран и никогаш повеќе нема, не знам, така нели. Од друга страна, ако избереш да не бидеш, односно си го смениш идентитетот и се, тогаш кој ќе биде твоето дете? Кој си ти? Дали ти кога ќе подвиткаш еднаш грб, дали ќе го уживаш тој респект кој што си го имал, ако си го имал? Вие еднаш веќе кога ќе покажете толкава непочит кон самиот себе си, дали некој друг ќе ве почитува? Така што тоа ми се моите два заклучоци, а она што јас го предлагам е навистина да се лобира на највисоко ниво и надвор. И тоа е она што сакав да го кажам конкретно. Значи, почнав да лобирам во рамките на Обединети нации. Понатаму да го кажувам ова или? Не, исправи се само малку. Аха, добро. Извини. Да. Во рамките на Обединети нации, значи неколку работи се прават. За жал немаме невладина организација која што има така наречен екосок статус, но еве ги повикувам сите невладини организации во Македонија и надвор од Македонија да почнат да работат на тоа да придобијат така наречен екосок статус, да можат да зборуваат во рамките на тие најбитни тела на највисоко ниво за човекови права во рамките на Обединети нации. Но невладините организации во Македонија 99% се контролирани од Џорџ Сорос, а Џорџ Сорос воопшто не е наклонет кон прашањето за опстанокот на македонската нација. Напротив. Може би е и така, но можам да кажам дека и тие 10% што ќе остане, нема проблем. Добро, и тие 10%? Да, јас ќе ви кажам еден пример од еден другар кој што се бори за неговите права. Браво. Нема да кажам од каде. Он до сега има 14 организации и тие сите имаат право за збор. Што има 14? 14 невладини организации он формирал. Сите ги направил да имаат екосок статус, значи еден човек. Што значи тоа? Тоа значи екосок, тоа значи да бидат треба, тоа е мислам да бидат евалуирани. Не, тоа е еден вид, мислам, една евалуација, административна постапка е сега како вие на пример да сакате тука да се отворите. Готово, све ми е јасно. А кај го има тоа он направено? Тоа значи се аплицира во рамките на Обединети нации на интернет, одма на Google ако кликнете екосок статус. Тој се живее во Париз, меѓутоа не е од Франција, тој е од некоја од овие држави кои што си имаат проблеми. Он во Париз, од таму си формира организации и сакам да кажам дека тој е еден човек. Не, тој е од друга држава. Не, овој што се залага за нас. Тој не се залага за нас, меѓутоа тој во еден момент ни даде. Јас го кажувам како пример дека може тоа да се направи. Тоа може и многу е лесно, тоа е еден човек. И сега тој всушност нас ни даде збор како значи македонската, и тука сакам да кажам дека обединета сите македонци се обединети, значи и Macedonian Human Rights Movement International кој што е во Канада, значи таа организација, и Светски македонски конгрес, и UMD United Macedonian Diaspora во Вашингтон. Они имаат исто седиште во Австралија. Сите македонски организации надвор од Македонија, а и внатре, вклучително и таа јас која што сега ја запознав скоро на мојот поранешниот значи пат која бев во Македонија, сите за унитарна Македонија, тоа е еден збир на граѓански организации, од прилика 25-6 организации се, и можам да кажам и многу истакнати личности се дел од тоа и така натаму, меѓутоа и обични луѓе и прифаќаат. Сакам да кажам, сите тие организации се соединија во една и единствена цел, а тоа е да се одбрани Република Македонија и идентитетот на Република Македонија, и тоа, мислам, несебично, како да кажам, сите со своји со енергиите, сите пишуваат, сите прават, значи многу искрено и многу енергетично, на некој начин еве надвор нешто да направиме. И со тие организации всушност се, значи, и преку тие пријатели кои што имаат таков статус, да кажам, што имаат право на збор во ЮН, ние веќе успеавме значи да кажеме нешто за нашите права и така, но тоа е капка во морето. Значи овој со неговите 14 секој ден таму се изборува.
Мораме да седнеме и да засукаме ракави, како што кажавте вие, и да почнеме сите тие невладини организации што постојат и што веруваат во Република Македонија и во македонскиот идентитет и дека ние не сме, мислам дека го имаат, значи треба да ги превземат работите во своји раце и да почнат, да аплицираат за тој статус утре, значи до година, кога се случува Советот за човекови права, тоа е во март, во јуни и во септември, они да се имаат веќе стекнато со тој административен тоа пусулче кој што ќе му возможи они да имаат 2 минути да кажат што е нашата болка, кои се Не во јади бурек да се јавува. Не во јади бурек да се јавува. Па нека се јавуваат. Туку да направи конкретно ова. Така е. Или да влезе во дел од такви организации, да влезе во системот, бидејќи оваа борба окей е на улица, лесно е ќе излеземе на улица, но битно е, значи, институционални рамките на институциите да влеземе таму, да добиеме тие 2 минути, бидејќи само така се покренуваат суштински промени за да предизвикаме, како што вие викате, Карнегиева комисија. Кој ќе го тоа? Не можеме, ние не можеме, Нимиц не можат, грците, Заев сака не може, овој сака не може, овој сака, значи да дојде Карнегиева комисија и да пресече, бидејќи ако пресече, сметате дека ќе биде тоа во наша корист? Па јас сметам дека лобирањето апсолутно сите тие think tanks, ние ако ги убедиме зошто они треба кои сме ние сме земја на ние сме автохтониот народ тука, ние сме цивилизацијата. Имаме ли шанси да го докажеме ние тоа? Зошто да не? Секој, значи, јас мислам дека Европската Унија и одредени членки на Европската Унија се плашат токму од тоа, од вистината за историјата, затоа што самата Европска Унија лежи на некој мит кој што всушност не држи вода, нели? И се повеќе се докажува тоа, односно сега со секој кој што може да чепне на интернет да дознае се што сите тие архиви што се отворени така натаму, се повеќе луѓе кои што учат и сакаат да научат и да прочитаат нешто што не им се сервира, туку они сакаат да го откријат. Со тоа они веќе се плашат дека значи и самиот нивни они се во криза идентитетска и грците се во идентитетска криза. Јас тука цитирам еден грчки новинар кој што пишува дека самите они се во и дека они самите си кажуваат за тој мит дека Германија им го наметнува, дека всушност они пред 200 години се формирали. Они си го кажуваат тоа. Значи они се свесни и сакам да кажам дека ние треба нашето да си го кажеме. Тоа е едно. И второ, треба да го кажеме јасно и гласно и да правиме конкретни мерки. И еве сега за таа конкретна мерка што сакав да кажам, меѓу другото не знам дали спомнавте и дали се знае дека утре таа организација Сите за унитарна Македонија што е збирна имаат утре протест. И се на тој протест ќе кажам. Сега ќе издишеш малце. Добро. Бидејќи мораме да направиме кратка пауза, веќе идеме скоро 60 минути. Морам да направам пауза. Добро. И веднаш потоа ќе го продолжиме разговорот. Се согласувате? Се согласувам. Кратка пауза, почитувани гледачи, веднаш потоа продолжуваме. Сакам да кажам за ова за Леле. Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од хулзите, најдолговечните луѓе на планетава, кои не знаат што инфаркт, мозочен удар или рак, пристигнува нивниот еликсир и нивната најголема тајна, за масло од сенки од кајсија, рачно направено според древна рецептура. Бидете помудри од болестите, побарете го во најблиските аптеки или продавниците за здрава храна. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин.
Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи, безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Знае ли еврокомесарот Јоханес Хан нешто што се крие од македонскиот народ? Какви се тие очекувања дека спорот за името можел да се реши во наредните 2 недели? Демантот на Зоран Заев и нервозната реакција на грчкото министерство за надворешни работи со напад дека еврокомесарот не го познавал спорот и со такви изјави ги подкопувал преговорите, уште повеќе ги подгрева сомневањата дека нешто тајно се пакува. Дали Зоран Заев и Никола Димитров дале некакви ветувања зад грбот на македонскиот народ, па сега ги подсетуваат и им вршат притисок да го исполнат ветеното. Со кои национални позиции Никола Димитров денес ке преговара во Виена? Официјална Атина ја бетонираше својата позиција, дека евентуалното решение на спорот за името задолжително треба да вклучува и уставни измени, со ново име и за внатрешна и за надворешна употреба. Македонскиот народ, како единствен суверен владетел, со уставното име и националниот идентитет, никому не дал мандат да преговара за најчувствителното прашање за една нација. Без референдум на кој народот непосредно ќе се изјасни за судбината на преговорите за името. Ниту еден лидер, партија или коалиција не може да ветува ништо, ниту пак да става подпис на некаков договор. Никој не е поголем од македонскиот народ, нема да дозволиме велепредавство. Време е македонскиот народ да се изјасни, да ги зачуваме националните интереси. Македонската алијанса повикува веднаш да се формира Државната изборна комисија. Најодговорните политички актери да не се лажат дека можат да протуркаат на мала врата продажба на нешто за што гинеле македонските херои, порачува председателот на Македонска алијанса, Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓе Ѓорч Атанасовски. Замислете свет без болести, замислете живот без рак, без инфаркти, без мозочни удари, замислете живот и после 100-тата. Кај кунзите тоа е можно. Нивната тајна е нивното масло од семка од кајсија. Достапно и во Македонија. Почитувани гледачи, продолжуваме со разговорот и сега директно ќе одиме со еден од главните поводи. Јас се извинувам, малце подолго траеше, ама мене ми беше вистинско задоволство. Сакав малце повеќе да ја запознам Вера и но како повеќе објаснувавме, толку ми беше поинтересно да чепкам и неко можевме во 40-30 минути сите можни тези околу ова да ги извадиме. Но, знаете како во видеоиграта, кога идеш и возиш добро, добиваш бонуси и
Чест ми и задоволство што е гостин во мојата емисија, ја запознавам во живо како и вие и мислам дека треба да ја оставам уште простор да се доискаже. Едно од работите кои малце беше и како подготовка е, можеш мојот компјутер режија? Да, го имаме во екран. А тоа е жалба и ополноштување за жалба до специјалниот известувач на Обединетите нации во областа на културни права, како и до сите други релевантни национални, регионални и меѓународни тела, судови надлежни за заштита на човековите права и слободи. Што е ова, Вера? И па ова е точно тоа што зборував претходно, значи ајде да одиме конкретно, да направиме нешто со кое што ќе можеме веќе да кажеме што е нашата болка, што се случува и така натаму. И всушност ова произлезе од сега поранешниот Совет за човекови права, каде што ја запознав таа господја Карим Бенун, која што иначе е специјалниот представник, односно известувач, special rapporteur за културни права во рамките на Обединети нации. Тоа е иста функција како што беше Геј Макдугал за права на малцинства. Меѓутоа, во рамките на тие така наречени специјални процедури на Обединети нации за зачувување на човековите права, има специјален представник или известувач за права на малцинства, за културни права, за право на детето и така натаму. И ова спаѓа меѓу тие околу, да речеме, 30 на специјални известувачи. Тие се независни експерти, кои што се бираат заради тоа што се познати во нивниот домен. Значи, оваа господја е многу позната во тој домен и она што сакам да го кажам е дека таа кога слушна за неполни 2 минути, јас си го објаснив во кратки црти прашањето што се случува со Република Македонија и со името и идентитетот и така натаму, она многу добро веднаш ме разбра. Јас си придов откако она имаше излагање во рамките на Советот за човекови права, каде што имаше нели претседатели на држави и на влади, и всушност она веднаш разбра. И она што сакам да го кажам е дека со самото ова ние сега значи не и бараме и ја поднесуваме оваа жалба, и тука би сакала да кажам дека секој граѓанин на Република Македонија може да дојде, утре ќе почнеме утре ќе почне да може да се подпишува. Ќе има тетрадки за време на протестот кој што го организира Сите за унитарна Македонија. Утре во четврток, значи 26 во 19 часот пред собрание. И ќе се продолжи со подписите се додека не собереме. Јас би сакала да може да се соберат 10.000 подписи, но може и претходно да се Дај ми поднесе. тетрадката. Да. Ја да ти се подпишам уште сега. Ја уште сега се Ама имаме подпишам. листови посебни за тоа. Океј, еве ти го гратис подпис од мене. Добро, одлично. Имам Првиот доверба. подписник го имаме. Имам доверба потполна од тебе. Еве ти, Јанко Илковски. Ќе ти напишам, ти говори, ја ќе напишам сите мои генерали, ќе ти треба и лична карта, така? Па не, за овие потреби не треба Што лична ти карта, треба друго? ќе треба окупација, значи професија, Новинар? адреса, роден на кој датум и така натаму, ако не е тајна. Не, 14.10.62 Старо Магаре, кој памти уште... Стварно? Па ја мислам дека сме исто годиште или... Чекај, 60-ти? Не. Која годиште рековте? Чекај, сега не може да водам емисија, пошто знаеш како егото е како квасец и кога ќе го ставиш на топло и му ставиш шекер како што ми направи, оно вака расте. Ти благодарам многу на комплиментот. Вака само да ти напишам адресата. Браво, значи ова е стварно вистински пример, вистински македонец. Океј, знаеш што, јас сум практичен човек. Да. Мене не ме воделе никогаш идеали у живот. Јас сум дисџокеј, дете од 103-ка, кој повеќе сум киснел по други држави одошто во Македонија. Ама, прашањето ми е, значи, ја повеќе знам странски песни него македонски и немам намера да го учам, тоа нити да се потресувам. Ама правото на избор, што сум си го, јас сум тоа што сум. Значи, ако ја одлучам интимно да се сменам, тоа е моја интимна одлука.
Но, ја одлучувам да бидам оно што сум. И бидејќи тоа е мој избор, и тоа сега го напишав у Нетпрес у колумната за Нио Матрикс. Знаеш, Нио у филмот Матрикс, кој не го гледал? И кога го праш, зашто бе правише ова сега гинеш, он не прашуваше зошто човештвото се утепало, како дошле до ова. Вика, јас избор, бе, мој избор. Ама љубов идеоло, не бе, вика, избор мој. Абе, одлучив така. Моја одлука. Што има да образложувам зошто? Така е. Значи ти имаш само да ја почитуваш мојата одлука. Така. Јас се потпишувам бидејќи сметам дека не треба да се промени име и идентитет. Крај. Толку е моето. Се ако не се испочитува, крај, ете ја барем направив нешто. И па сите да мислат како вас, Јанко, мислам дека и еве и да конкретно веднаш нешто направат, мислам дека нема да имаме проблем. Еве ти мои Затоа што не податоци, може да се еве ти игнорира. го подписот. Благодарам. Пополни го листот утре, бидејќи јас спијам до 18 часот на протести, нема шанси, отисум на работа, но имате моја поддршка. Кажи ми сега уште да продолжиме за жалбава. Па еве, значи што конкретно пишува, значи лицето кое што ќе ја подпише ги ополномоштува организациите Светски македонски Дај ми го конгрес. Еве. Да може го пратам се- на кумот да ми објави на Facebook, пошто мене ме банира нешто сум бил лош. Да. Еве ти. Она што всушност значи го бараме е да не заштити госпоѓата Карин Бенун пред Советот за човекови права да праќа писма до сите држави и влади. Мојот подпис оди за тоа, така? Да. Добро. Пред сите држави и влади кои што ни ги нарушуваат правата, односно нарушување, значи јас лицето подпишувам, значи ги овластувам овие организации да поднесат во моје име жалба до специјалниот известувач на Обединените нации во областа, тоа го читаат веќе граѓаните СНД, за заштита на човекови права, за нарушување на моите основни човекови права и слободи со преговорите за името и со непризнавање, значи, со преговорите и со непризнавање, негирање или обид за промена на мојот етнички и национален идентитет, мојот јазик, историјата на мојот народ, како и уставот на мојата држава, уставното име на мојата држава и сите други национални символи. И сега, кажуваме кои човекови права и злосторства ни се повредени со проблемот, значи преговорите за името и негирањето на нашиот идентитет и јазик. И тие се, значи, врвни документи од аспектот на човекови права, тоа секој може, и тука јас ги поканувам еве да си ги прочитаат убаво македонците на Google, да си ги разгледаат овие меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права. Исто така достоинството ни се нарушува според член 1 од Универзалната декларација за човекови права и повелба за основни права на Европската унија. Личниот интегритет според член 3 од повелбата за основни права на Европската унија. Дискриминација врз основа на јазик и национално потекло според Универзалната декларација. Одрекнување, значи од нас се бара одрекување на културните права според Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права. Ни се уништува намерно културното наследство, како што е дефинирано во Декларацијата на УНЕСКО за намерно уништување на културно наследство. Понижувачки и нехуман третман согласно Европска конвенција за човекови права и така натаму. Тортура и конечно да стигнам, значи, злосторство против човештвото и геноцид согласно член 2 од Конвенцијата за спречување и казнување на геноцидни злосторства и во согласност со член 3 од Римскиот статут и судот на судот за меѓународни злосторства. И она што сакав сега да го кажам е дека оваа господја меѓу другото не е само специјален експерт, односно точно како е на македонски специјален извед, значи Special Rapporteur on Cultural Rights. И всушност таа не е само тоа, туку она е воедно и побарана сега од Меѓународниот кривичен суд, а ова веќе кога се зборува за Меѓународен кривичен суд, тука се за разлика од сите овие органи што се на Обединети нации, каде што еве секоја една држава која што врши такви злосторства, она сепак ниеден од овие органи на Обединети нации нема
не може да и на некој Нема начин правно дејство? Така, нема правно дејство, не може да ја обврзе, може еве може и Европскиот суд за човекови права да им кажат на Грција, еве вие пречекоривте со тоа и тоа, на пример со примерот во Грција за отворање на дом на култура, нели два пати им го спрече, односно цело време им го спречуваат отварањето на дом за македонска култура или македонска цивилизација и овие два пати добиваат во рамките на меѓународен Европскиот суд за човекови права, нашиве значи таму здружение. Добиваат одобрение, грците се добиваат одлука, укорени, имаат одлука од нив да им дозволат да отворат и да грците платат. не го почитуваат. Да, значи они не само, значи Европскиот суд кажува дека Грција го прекршува правото, членот не се сеќавам кој, право на асоциација од повелбата и всушност два пати решава судот во значи во правото на македонците во Грција, меѓутоа Грција вика, окей, ми е гајле, плаќа нешто, некои пенали, меѓутоа тоа е она што може најмногу да направи. Сега, ако прават сите, тоа има, секако има дејство, има реакција. Меѓутоа, она што сакам да кажам е дека во овој случај сега со културното наследство и со она што ни се прави нам лично и со она што се случува, вие во почетокот ме прашавте дали ги следите меѓународните значи движења, што се случува и така натаму. Јас секако и ги следам и морам да ги следам бидејќи ја пишувам што се случува во рамките на тие конференции и она што сакав да кажам е дека оваа особа е сега поставена од страна на значи тој кривичен меѓународен кривичен суд. Ти земам овакво. Нема проблем. Кривичниот суд она да биде како кажи ми го името нејзино. Карима Бенун. Напиши го убаво со печатни букви, кој за неписмен. Јас не се сеќавам како За да можам да ја гуглам и да ја проучам оваа жена, може би на некој поинтелигентен да му предложам за кореспонденција, па и на граѓаниве кои ќе ме, може би гледачиве ако постават некое прашање за евентуално некоја комуникација или некои невладини организации. Дали сметате дека и најбенигна невладина организација која се залага за некакви права за Македонија може да помогне во оваа работа ако се приклучи на овој процес? Апсолутно сметам затоа што ова е без преседан прашање. Не само тоа, сакав да кажам дека она е сега поставена од значи од овој врвен меѓународен кривичен суд каде што се тужат значи злосторници на највисоките најстрашните прекршувања на човекови права како што се геноцидот, crimes against humanity и aggression. И она е поставена од нив да истражува и да докаже врската помеѓу културните права, односно културните аспекти, човековиот аспект на културните права во рамките на судењето со она што се случуваше во Мали. Дој на камера. И се тоа што сакам да го кажам, да го потенцирам, е дека ние треба за геноцидот да зборуваме и ние треба да го докажеме на оваа господја Бенун дека всушност она што се случуваше во Грција е поврзано со ова што се случува сега, а тоа што се случуваше е културен геноцид и денеска она што се случува е културен геноцид. Таму можеме да докажеме дека имаше и вистински геноцид со сите оние деца кои што беа од така наречената Queen Frederica of Hanover, кралица на Грција, она всушност неколку... Да се види незиното име. Си извинувам што те прекинувам. Нема проблем. Значи, ми врие телефонот, Добро. Од јавувања, имам дури и пораки од Франција, која е дамава, значи Добро. Вера Лалчевска. Да, која си ти. Значи, да повторам неколку пати, има луѓе кои се вклучи малку подоцна во врска со утрешниот протест, незиниот ангажман, како и докторатот кој го презентиравме во првиот дел од емисијата. Емисијата ќе биде ставена на YouTube. Вечер околу 1 час од пополноќ ќе има реприза, утре сабајле во 7 ќе има уште една реприза на емисијата, а емисијата ќе биде ставена и на YouTube, така да ќе можете да видите. Има прилично детали, Вера која ги кажа овде и мислам дека е вистинско откровение, барем за мене, во врска со начинот на кој се бори и залага за Македонија. Се извинувам, те прекинав, имам многу работи уште што сакаш.
Каде застанавме? Застанавме кај геноцидот и значи, сакав да кажам дека треба ние цело време да го зборуваме дека ова е културен геноцид, ова е културен геноцид. Што е геноцид, што е културен геноцид? Значи, знаеш како, ќе се бара таа дистинкција и ќе се игра на таа на таа, знаеш, културно, па што е културно, што е некултурно, па што е геноцид, што е не геноцид. Значи, преименување на топонимите, именување на имињата, тоа е културен геноцид. Значи, да не ти дозволи да се викаш како што се викаш, да не се нарекуваш. Но, дали ние, еве ги арменците, како се изборија, колку им требаше 100 и кусур години, ама нема злосторство против човештвото, не застарува. Да, така е. И се памети, и се запишува, и тоа не смее тоа не треба да не опушти, Вера, затоа што инките и маите исчезна и никој не знае зошто. Да. Значи, не смееме да дозволиме, не можеме да бидеме пасивни, бидејќи ќе ни се случи тоа пред очи вака. А колективниот заборав во светот вака за 24 сати ќе не заборават. Ќе не снема. Штом не пишува, не крај на муабет, не постоиш. Да. Штом не те пишува. Така е. Добро го кажа, бидејќи во институција, како беше и во филмот Star Wars, кога ја бараше планетата во најголемата библиотека, библиотекарката рече: "Која планета?" Таа, ја нема. Вика, не можам да ја најдам. Ако не можеш да ја најдеш, таа не постои. Така. Точно, се најде. Значи точно тоа ќе ни се случи и тоа ние сме спремни многу лесно некако да го, како што викате вие, ајде доста ми е со ова, дај да завршиме, ајде нека со две раце се потпишувам. Не е така. Како кој ќе се потпишеш? На кој јазик твоето дете ќе зборува и што, значи ти од сега почнуваш бугарин, србин, грк, албанец и така имотот не е повеќе тебе, не ти, значи немаш ти територија и имот на кој ти, значи тоа значи ти наследство значи дека ти некој пред тебе бил нешто, значи ти името исто така го пренесуваме, така нашето семејно име. Од каде има овој проблем на грците? Дали е овој проблем практичен заради одземените имоти? Дали е тоа толку голема економска тежина на грците, бидејќи гледам тука многу се клатат работите во смисла не е тоа толку страшно, што е за Грција 350 милиарди се им зема на меѓународна, не им ги враќа, око не им трепне, па за пар милиарди од македонци што им го земала. Дали е тоа баш така наивно? Апсолутно не е наивно и тука е во прашање имотот и многу повеќе од имотот, но и имотот е во прашање. Јас се сеќавам кога во првите мои интервјуа отидов со автобус, тоа беше стварно, мислам, толку тажно. Кои години го правеше тоа испитување, истражување за докторатот, кога ги правеше интервјуата со луѓе наши? Да. Па секоја година, значи од прилика 5 години траеше тоа, значи од 2000 и почнав со самите интервјуа, да речеме, во 2011. Од 2010 до 2016, да речеме. Може би едно-две сум направила во првата година, понатаму. И кажи ми. Сакам да кажам, во тој автобус, јас се качев во автобус со луѓе кои што никогаш до таа година нема право да се вратат во своите родни места. И тоа беше, значи, многу чувствителен момент. Еден пензионер до мене, 70 години човекот колку имаше, почна да плаче кога ние влеговме во неговото село. Значи тој не го видел неговото село повеќе од 60 години. И почнавме со автобусот, отидовме до локалната самоуправа, каде што они си ги бараа, всушност сакааш да си видат дали може да си земат посулца за имот за државјанство и така натаму. Кога влеговме унутра, како да немаше никој во сите тие простори, сите се пикна некаде и некој на шалтер ни кажа дека значи сите тие документи биле пренесени од таму во не знам во кој град и така и све така ги шетаат. Значи ако не беше толку важно тоа прашање со иметот, немаше толку они да ги преселуваат ваму таму тие документи за да ги снема. Но мислам дека дури и повеќе поважно тоа е самиот, значи постоењето воопшто на македонски народ и со тоа на некој начин ние го важноста на грчката историја, на сето она што било на таа почва се омаловажува со тоа што ние постоиме. Да не сакам да навлегувам во историја и во тоа во
Јуџин Борза и така натаму за античките македонци и сето тоа. Сакав уво конкретното што го кажавме за што е геноцид и културен геноцид и разликата. Не знам дали кој знае, значи тоа злосторство геноцид го самиот збор го измислува евреин од Полска кој што кажува, целата фамилија му умира за време на Холокаустот и он во 48 година он го измислува тој збор. И он кажува дека всушност најбитниот елемент на геноцидот се културните аспекти на криминалот. Тоа значи уништување на јазикот, на книгите, значи на сите тие, тоа е почетокот на геноцид. И он со тоа се бори, он е всушност главниот предлагач на конвенцијата против геноцид и он е тој кој што првиот драфт верзија на конвенцијата он ја пишува, но понатаму тој културен аспект нема да се усвои. Бидејќи за многу други држави тоа е исто, како да кажам, малце опасно прашање, држави кои што се сега во рамките на Европска унија и така натаму, но како и да е Рафаел Лемкин, тој кој што го измислува зборот геноцид и кој што ја пишува конвенцијата, ги смета тие како најбитните аспекти, културниот аспект на геноцидот, значи уништување на јазик, на книгите и така натаму. Бидејќи тие се базата на постоење на еден народ. И сега значи конвенцијата што го превзема геноцидот кој што сега денеска е во рамките на Римскиот статут е значи убивање на членови на една група, вршење на сериозно ментално и телосно злосторство на членови на таа група. Не знам сега на македонски ги имам тука некаде. Ти го читаш на англиски? На англиски го Сакаш читам. да го читам на македонски, повикот драги македонци и македонски граѓани, за тоа збориме или? Не, јас зборам за геноцид, а може бидејќи ако привршуваме, да. Не, ништо не привршуваме. Јас би ги отворил и телефоните да ги чујам и како граѓаните реагираат на оние што не следеа до сега. Добро. Дај ги телефоните и вклучувај ги. Драги Ајде. македонци, македонки и граѓани која сакате и почитувате Македонија како своја држава. Во пресрет на годишнината до љубивиот четврток, 27.4, сите на унитарна Македонија, Република Македонија, значи главното мото на собирот е Република Македонија Ерга Омнес, Република Македонија за сите, сочувствува за сочувување на македонското име, јазик, идентитет, историја и држава и кривична одговорност за тие што се украден и фалсификуван мандат го прават спротивното во име на македонскиот народ. Ова е дел од манифестот, немам намера да го читам цел, доволно се врти тој по социјални мрежи. Поинтелигентен е народот, според статистиките околу 90% од пристапот на информациите е преку мобилен телефон на ГРИД. И тоа имав една емисија, така што ние како телевизија сме веќе диносауруси, полека умираме, ќе остане по некоја желка од нас. Сакам да ве прашам, една од клучните моменти на овој собир, кој отприлика гледам зашто ќе се случува, кажете ми, ова собирањето на потписи за оваа ваша институционална борба, што лично ми се допаѓа. Тоа ќе биде собирањето потписи на лице место од граѓани. Да. Дали ќе може онлайн и дали постои онлайн, бидејќи имам реакции не следат и од странство, дали ќе можат и како да се приклучат на ова? Ајде, еве онлайн ќе го смислам, да, мора да направам и онлайн. Имаш Facebook профил? Имам, да го објавиш на Facebook профил? Добро. Добро, но ќе мора петишен како хардвер или како петиција. Не знам како би ти било корисно за да го доставиш после до Обединети нации. Треба да го смислиш. Ја у овој момент сум баниран и немам многу на располагање. Нека ти помогне некој повешт, брат ти? Да, ќе го прашам, да. Не, во суштина има сега тетрадки испринтав и сите тие ќе одат... Ти си принташе тетрадки. Браво. Па добро, не, тоа беше, мислам, значи, идејата за да се потпишат и морам да кажам тука дека навистина има индивидуални членови на оваа координативна мрежа кои што навистина одма
значи видоа што е потенцијалот и сакаат да помогнат, даваат идеи, прават, вршат и сакам тука да кажам дека и сите македонци кои што сакаат некако да помогнат, ако веруваат во граѓански движења, можат да се јават и да отидат таму. Сега отворија офис, канцеларијата им е во Палома Бјанка. Нешто, значи, стварно е Добро. вака Не е важно? четврти кат. Па еве таму исто ќе оставам тетратки за потпишување, за физички. А ова што викате вие на интернет, За диаспората да се приклучи, бидејќи еве има интерес, не знам колку. Морам, да. Не, обавезно тоа ќе го смислам концептот, мислам дека мора сепак да е преку овие petition.org или пак да го ставам некој од тие да ти тетратки функционира онлайн, после да ти биде таа петиција валидна, бидејќи овие тетратки кога ќе ги однесеш ќе ти биде валидно со потпис, со име, со презиме и така. си има, значи, табели, така и тие да видиш која анкета ќе ти биде валидна од тие. За да биде прифатена таму и да речат дека Јас врз основа на таму што значи јас имав два состаноци со сега вака точно тоа што тие податоци што нив им требаат ги напишав веќе и всушност имаме гледач на линија, да ги вклучиме гледачите да видиме дали можеме да го расшириме разговорот и со нив. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Поздрав до вас. Повелете. Здрави, живи, гостинката многу ми се допаѓа. А сакам да прашам дали ќе има во другите градови во 7 сатот, кој што не можеме во Скопје тука да си во секој град да си се подпишеме. Не. А инаку вие се подпишавте Јанко Прв, може преку телефон со името и презимето, дали ова Мара и мене да ме подпишете таму. Стварно не можам да седам да запишувам. Фала ти душа. Во банка Ти благодарам. Ти благодарам за јавувањето, ти благодарам за телефон. Телефонот на овие сум и кога би можело за можело. јавувањето. Слушајте сега, ќе ви каже Вера. Значи на 079 316 389. Они ќе имаат неколку тетратки. Чекај малце. Повтори го телефонот. Владо, режија, те молам запиши го телефонов и објави го. 079 079 316 316 389. 389. Тоа таму, значи ова е телефонот на СУМ, каде што ќе има неколку тетратки. Исто така природба. Значи ќе може по телефон да се јават и да остават своји податоци како да се потпишале. Не, значи ќе гледаме да, еве, јас на пример не знам, не сум сигурна како, меѓутоа ќе гледам во другите градови да дојдам да дистрибуирам некако да тетраткиве некој ден да смислиме каде што ќе може да се потпише. Have a nice trip. Не знам, во Што недела. да ти кажам? Да. Значи би требало, ако веќе се ангажирате, еве да и помогнете. Сигурно жена сама не може да ги сврти сите градови, но можеш барем да некоја средба еве нека се јавуваат, да се јават у СУМ, да дојдат во другите градови, некој да помине што е утре во Скопје, да земе тетратка, па да ја однесе у својот град, па да собере потписи. Да собере така. Не постои ова организација, не е ова полиција, милиција, Јанко организира или телевизија и така натаму. Еве ви шанса, пробајте ако сакате. Да, тоа е навистина така, мора да се организираме самите ние и еве на тој начин или да речеме во недела, во не знам по градовите во каде собирно место некаде преку социјални мрежи нека се организираат, нека објави некој што е повлијателен во тој и тој град и нека каже таму и таму. Мене можат да ме користат со емисијава, ќе им помогнам, не е проблем. Дали имаме друг гледач? Нема. Добро. Па и предпоставував дека мејлот да го дадам нивни, ама да. Може, ако некој, запиши, ајде, Владо. summakedonia@gmail.com. Ова сега го отвори овој имейл. Така што summakedonia. Ако ти викам, напиши ми печат а ти ми пишеш како Доналд Трамп кога потпишува указ. Ова како Џорџ Вашингтон кога го потпишал. Да. Сум Македонија или Маседонија? Македонија. Сум Маседонија.
2 На м. македонски, да, СУММ. Ај напиши го со печатни букви преку цело ова, Ајде. па ќе му го покажам на камерманот, па Ама нека ја го не сум објават. сигурна. Ај не си, чим не си остави. Остави, немој. Сум Македонија немој. gmail.com, добро. Ама не знаеш дали е М едно или 2 М. Сум Македонија или Сум Не, Македонија. СУММ. Тогаш напиши Сум го. Македонија. И не викај не сум СУМ. сигурна. Би требало да е така затоа што телефонцето го дадовме и физички значи имаат простори во Палома Бјанка на 4-ти кат, Ја секој ова- што сака. ја не А можам јас да лично јас на мојот Пази Facebook, микрофонот. да. Се извинам. На мојот Facebook ќе бидам јас сум значи на мојот Facebook со Ај, име батери, презиме живеј. Вера Лалчевска на Facebook, На Facebook. кој што сака да ми пишува и ќе гледам да го ставам тоа да биде веднаш да видам како може тие што се на Facebook и што се по социјалните мрежи да Држи може ја да Вера го... у кадар, немој мене од позади грб, те молам или на широк, да ја побарам јас Вера Лалчевска. No, окей. Со латиница. Со Ч, да. А латиница, да. Латиница или кирилица? Латиница, да. И за физички по градовите јас би сакала да, навистина ќе гледаме Ова е да твојот се... профил, Да. Вера? Така? Да. Значи, дај го. Па ние сме пријатели. Не знаев дека сме пријатели, сори. Женева, Свицерланд, таму живееш и работиш, добро. Ја не можам да ништо влијам на Facebook, уште 2 недели сум баниран, забрането ми е пристап таму, сум бил bad boy, да, 30 дена. Една вест, Фрчковски кој објави за името и одговорот на еден новинар ги спои во едно. Што Фрчковски кажа за преговорите за името и што новинарот му одговори, значи не мој став, и го објавува. Толку вирално било распоредено, да, алгоритамот на Facebook го препознал како спам. Што збориш? Да. И ме банираат. Џабе кореспонденција, они се автоматски не го погледнал не оти човек. некој- И ја да. немам што, знаеш, ја не сум кој овие луди, ми места тоа она, нема местење, тоа ти е алгоритам. да. Те ме следеле 5 години, знаеле дека ја вирално идам до 10.000, 20.000 и одеднаш имам 200.000. Аха, дечко, ти прави спам. Да. И не ти гледа, тоа е логаритам, знаеш. Така И сега функционираат. по Уште 30 2 недели. Добро. 30 дена затвор, no jail, free card. Најверојатно може некој представник што е од Македонија од владата, ама сигурно нема да се потруди тоа да го направи и малце поише сум на Твитер. Сега позабавно ми е. Имаме гледач. Добро вечер. Добро. Океј. Ајде, исклучи ги телефоните, тогаш не мора. Ќе го довршиме разговорот. Предпоставувам, освен фини сте, симпатични сте, поддршка имате и така натаму, мислам дека познавајќи ја публиката не би можело постручно и што повеќе да се надоврзе нова. Само кажете ми што ви се овие пар книги овде како што ги Овие донесовте? се еднава дека на времето публикував и едната сакав да кажам дали некако да се значи за како на кој начин би можеле да ништо не те лобираме. разбрав. Полека, земи воздух. Што е книгата, прво представи ми ја и зашто сакаш да акцентираш? Значи овие не се мои книги, всушност овие се Добро. изданија каде што јас учествував. Добро. Едната е Спектар, на меѓународен научен собир за македонскиот идентитет и тука всушност она за кое што сакав да зборувам, ама немаме многу време, е како да се лобира конкретни примери од американски една конструктивистичка школа, политичка школа и еве да посочам и други македонци кои што можеби сакаат на свој начин да почнат да лобираат и така натаму. Тоа е тоа. Затоа ги донесов, а другата всушност пишувам тука за Карнегијевата комисија и како би можеле еве со нив да не знам на која страна бев сега. Добро, не ме интересира, сакам само да ја видам книгата. 100 години од Балканските војни, прилози од научен собир, одржан 3-4 декември 2012. Имате ли надеж дека ова може со некаков компромис, бидејќи сите сега, значи, ве водам у води кои не се стручни, чиста шпекулација,
Вие можете да се оградите од ова, но легитимно е како новинар да ве прашам. Во овој момент се водат преговори. Едни викаат треба да се напуштат и така натаму, треба да се прекинат. Ја не гледам кој може тоа да го прекине. Бидејќи како да кажам, таа навалница на такво политичко дејствување ретроградно никој не може да поведе. Ја барем не гледам кој би можел да поведе поинаку од она што меѓународната досега ни го зацртала како пат. Очигледно е дека меѓународната не тера да направиме некаков компромис, но не инсистира, не сум убеден дека инсистира, дека има таму меѓу нив лобисти кои би сакале да исчезнеме, тоа е факт. Но не сум баш убеден дека, не знам, меѓународната сака да ја избрише Македонија. Она повеќе мислам дека од практичен аспект сака да направи некаков компромис, да рече, еве средивме една голема работа и нивните кариери да идат нагоре. Да, за лични кариери. Дали сметаш дека може не компромис, некаква промена на име, која нема да задира во идентитет? Бидејќи, дури најоние контроверзни политичари, кои се омразени или неомразени во јавноста, и самите тоа го велат. Не е борба за името. Фрчковски, например, вика не е борба за името, борба за идентитетот. Ние у овој момент добивам впечаток од тоа дека не е проблем да се промени името, ако не се промени идентитетот. Македонци, македонски јазик. Вака, јас сум на мислење дека ние премногу веќе попуштивме и сега и да се мисли дека името, нели, еве, вие кажувате Република Македонија, мислам претходно, не знам, комунистичка и така натаму, може би социјалистичка или Социјалистичка народна федеративна република се менуваше, ама не се менуваше идентитет. Така, и Македонија секогаш стоело, ова се одредници кои што се, значи, на типот на политичко управување. Уставот и уште авноиската Македонија си постои, таа не смее да биде сменета. Тоа е барем некој моје скромно мислење. Да, видите, моето мислење е дека ако ги гледаме многу пошироко работите, ние сме сега во еден свет кој што се менува додека ние зборуваме, геополитичките сили се менуваат. Утре, за 25 години, кој знае кој ќе владее со светот и зошто и како и на кој кого ќе му се бара. Мислам дека имаме шанси ние да го прекинеме, значи, овој безмислен процес на преговори со името и треба да го прекинеме, затоа што повеќе нас ни барат, ние се попуштаме, еве, нели беше, не знам, знамето, сега ајде, не знам... Референца. Да, така да, не. Значи, ние мораме да кажеме стоп еднаш и за секогаш, да застанеме на двете нозе, равно и, мислам, значи, со најдостоинствено и најнормално, бидејќи правата се на наша страна, имаме многу индивидуи и држави на наша страна, мнозинството, 137 од 193 земји членки на Обединети нации, се на наша страна и не признале како Република Македонија. Ние, освен тоа едно веќе, да речем, ако светот е една група на индивидуи, Европската Унија веќе е во пат. Јас она што го гледам како еве сведок и репортер во рамките на Советот за човекови права е дека веќе се сите, изборувам сите континенти, сите држави против САД, Европската Унија, Австралија, Нов Зеланд, Израел и тука некаде, ајде да речеме, не знам, Јапан од оваму, по некоја држава од секој континент. Меѓутоа, грото држави во целиот свет веќе се свесни дека има двоени стандарди и за тоа зборуваат без меѓуредови. Значи, они си кажуваат, нас ни е веќе доволно од двоените стандарди, доволно ни е веќе од вашето користење на човековите права за да вие интервенирате, значи за човековите права и демократијата, за да вие интервенирате за ваши политички интереси.
Не сакаме повеќе, јас цитирам сега држави, не сакаме, и тоа председатели на држави, влади или амбасадори кои што јавно кажуваат, значи во рамките на Меѓународен совет за човекови права, каде што све е запишано во unog.ch, може да слободно да гледаат сите. Не сакаме повеќе да се мешате вие уште однапред вие да кажувате дека ние ќе имаме нефер демократски избори само заради тоа што вие сакате да ни ја смените нашата политичка власт. Не сакаме повеќе економски да ни интервенират, санкциите ги употребуваат, значи целиот свет повеќе не може вака. Повеќе не може само 100 луѓе да имаат цело богатство како 6 милиарди. Не знам си колку милиарди жени никогаш да не виделе обичен тоалет. Значи зборувам за повеќе од половината на светот. Немаат струја, вода и немаат основни работи се зборува. Повеќе не може вака. Зошто тие кои што нас не ги даваат основните, значи силиконот за компјутерите, не знам, банани јадеме од кај нив, све што е од продукти и од злато до диаманти, па до све што ни е потребно за айфоновите, за компјутерите, така, се доаѓа од нив. Зошто они да немаат да јадат кога од нив доаѓа? Сакам да кажам, балансот, сето она што се случува до ден денеска, не само што повеќе не е фер и не е подносливо и не е прифатливо, тоа е она што ги тера луѓе кои муслимани во Европа израснати и живеени да отидат таму и да се самоубиваат. Тие се деца на луѓе кои што гледаат оваа неправда на светско ниво и повеќе не можат да издржат, а они се нивни деца, сакам да кажам. Како што сум и јас. Јас, моите студии, сите мои студии и моите професори се сите од Америка и од Франција и од Швајцарија. Јас во Македонија само до 3-то деление сум учела. Јас сум нивно дете. Јас во нивни најдобар институт сум учела. Сакам да кажам, и сега, и тоа еднаш имаше на NPR, National Public Radio, имаше истражување, кога живеев таму во, не знам, да речеме 2000-та година, кој е виновен за антиамериканизмот во Америка. И знаете кој беше одговорот? Професорите во Америка се виновни за антиамериканизм. Значи, они самите себе си ќе си се убија затоа што оваа неправда која што ја сеќаме ние на наша не е само, значи, многу држави патат. Нивната пропаганда ги убедува дека нивната војска доаѓа тука да дели чоколада, да не спасува. Да ни изгради кенефи, да не спасува. Но веќе не е така и сите веќе сме на социјални мрежи и сите знаат, и сите се свесни и се веќе. Но дали знаеш еве сега на време. Убаво говореше, но еве сега да си почнеме кафански муабет. Знаеш ли, Вера, како ова се разрешува во светот и како се разрешувало до сега? Само преку големи масовни крвопролевања наречени војни. До сега не сум видел низ историјата ваквите тензии да бидат разрешени на мирен начин. Тоа ќе биде револуција и еволуција на човештвото, интелектуално и цивилизацијско, ако ние овој проблем го разрешиме. Бидејќи велат дека лавот кога умира е најопасен, најмногу каса и ќе уништи се живо во моментот кога се случува. И така беше пред 20 години кога ми велеа дека Америка го губи приматот, но има ако треба ќе го уништи светот, да. Па но еве одеднаш се создаде еден човек кој има сосема поинакви, нели, со еден подсмев, ваков бил, таков бил, кој вика: луѓе, јас сакам да ја приберам американска војска. Јас сакам Америка, у Америка да се биде голема повторно, а не да биде омразена на секаде. И не знам колку успева, односно Deep State-от, нели? Да. Тоа ќе биде интересна борба, значи тоа е таа цивилизација. Таа борба нема да ја добие Русија или Кина или Индија. Но сите заедно. Таа борба американците ќе мора да се изборат, а таму има една здрава клика, таму има една здрава. Последните избори, по мене, покажаа дека тивкото мнозинство, кој веќе не трпи тие граѓански, малограѓански, перверзни права кои се излегува правата на мравките, да имаат од еден обичен човек кој има семено. Ја карикирам нормално. Да. И одеднаш викаат: ало, луѓе, не држи више.
Дали сте свесни? Не може више вака. Не можам да го Да. поднес. И они шокирани плачат како нивната лидерка не успеала, која требаше да направи, нели, сите очекувавме и знаевме дека кона дојде на власт ќе има трета светска војна. Тоа не го зборев ја, тоа го збореше остатокот од светот, Да. кој се плашеше од незиното доаѓање. Не се, како ќе биде тоа, ние ќе видиме. Еве ќе ти кажам конкретно кога председателот Иванов имаше доволно доблест и храброст да се дружи со новинари, меѓу кои и јас, пред да се повлече пред чарената револуција, да се дистанцира и од мене, ми каже кога се вратил од Америка, викам, што е твојот впечаток? Имаше серија предавања по универзитети. Значи, ова го зборам off the records, не може да ме цитирате, затоа што може би го измислам, нели? Но ти го кажам тебе. Викам, впечатокот е од сегде, вика, на тие универзитети со интелектуалците со кои разговарав, дека се очекува војна да почне, само не се знае кога и каде. Од тогаш поминаа 5 или 6 години како тоа беше, не се случи. Што значи дека постојат струи и во една Америка кои размислуваат поинаку и за македонско прашање, но и за погледот на светот. Да. Значи, не е Америка настроена, цела Америка, значи тоа хейтање е многу една глупава, Да, се согласувам. нели? Така што институциите кои они ги создадоа можат да бидат изворедна алатка. Зошто вие во ова интервју сте ми добри? Ова се повеќе од институции кои се создадени во Америка врз она либертаријански принципи на слободно организирање, интелектуално, политичко и така натаму. Да. Универзитет во Женева не би ни постоел да не се американците, не е тоа европски производ и Да. Европа нема да постои. Докторат, учевте таму. Значи, ова се начините Така е. на кои ние можеме да се избориме и да ги земаме тие примери. Затоа ве замолив да ми ја спомнете оваа жена, која е, еве, добар пример, но не единствена, која се залага за правата на индијанците, на First Nation, конкретното племе ирокези во Канада, да го користиме тој начин и принципи како ќе се заложиме и ние за себе. Ја ви благодарам за вечерашното интервју, ви честитам за овој докторат, ви благодарам за вашата посветеност на ова што го правите за Македонија и ви благодарам што овој разговор има надпартиско ниво. Не се спуштивме на примитивизмот на нашата секојдневна дневно-политичка агенда, препукување, овие се добри, овие се лоши, предавници и патриоти, што ми е мене искрено дегутантно. Ние се бориме сами за себе. Да, и за Македонија. Иако моја беше стварно чест да бидам ваш гостин и вас ви благодарам за вашата посветеност и за еден стил кој што го имате уникатен, козмополит, меѓутоа сепак голем македонец, иако вие кажувате дека тоа не е баш така, но мислам дека сте. Ти благодарам за уште еднаш за гостувањето. Почитувани гледачи, благодарам за вашето внимание. Тоа беше се за вечерва. Се гледаме утре вечер. Лека ноќ и пријатно.